Сите македонски војници кои беа дел од мисијата во Авганистан во изминатите 20 години ќе добијат орден за воени заслуги, најави шефот на државата и врховен командант на денешното одбележување на годишнината на армијата. Брзиот пад на оваа земја и враќањето на талибанците на власт го потврди значењето што го имаа меѓународните мисии во кои земјава со повеќе од 3300 војници партиципираше во изминатите 2 децении. Првата ротација во Авганистан ја почна како држава кандидат, а последната ја заврши како членка на НАТО. Кога денес ја сумираме оваа мисија, јасно е дека без учество во мисијата во Авганистан немаше да станеме членки на НАТО алијансата. Без малку 20 години македонските мировници му помагаа на народот на Авганистан да живее во постабилно обкружување. Ужасните слики кои доаѓаат од таа земја последниве денови не беа можни додека нашите војници заедно со 130.000 мировници од 50 држави од светот беа таму. Затоа донесов одлука да ги одликувам со орден за војни заслуги сите припадници на армијата кои беа во мисијата во Авганистан во изминативе 2 децении. Нашите војници тоа го заслужија. Во овие 20 години македонското учество помина без човечки загуби, иако имало исклучително опасни ситуации. Актуелната состојба во Авганистан, од каде се евакуираа македонски државјани, внимателно се следи. Брзиот развој на настаните и сликите од хаосот на аеродромот во Кабул биле еден од аргументите за земјава да излезе во пресрет и да пружи помош. Последната ротација воена заедно со медицинскиот тим безбедно се врати дома на крајот на јуни оваа година. Во тие 2 децении немавме загуби, а имавме бројни пофалби за подготвеноста на нашите војници за своите задачи. И сакам и денеска да им честитам на сите кои што во изминатите години таму далеко од дома ги бранеа нашите бои. Со загриженост ја следиме ескалацијата на ситуацијата во Авганистан и неуспехот на афганистанските институции да гарантираат стабилност на своите граѓани. Тој неуспех, како и драматичните слики од Кабул, никој не смеат да го остават рамнодушен. Затоа одлучивме да не молчиме и да не чекаме. Како држава која што искористила туѓа помош во минатото, понудивме поддршка и прифаќање на афганистанските граѓани. Се очекува дека до крајот на неделава, што ќе зависи од околностите на аеродромот во Кабул, со организирани летови да пристигнат најголем дел од 450 граѓани на Авганистан, информираат од владата. Станува збор за вработени или жени и деца од семејства на оние кои работеле за хуманитарните мировните мисии, активисти од организациите за човекови права, новинари, преведувачи, студенти. Од владата уверуваат дека не постои ризик од мигрантска криза, а трошоците за сместување на овие луѓе во неколку хотели и мотели во земјата ќе ги платат меѓународните организации и Соединетите американски држави. Планот е овие 450 лица во наредниот период да заминат за САД или за други земји. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.